учиме секоја година за правата на децата, за УНИЦЕФ, за детската амбасада, меѓаши. Епа се превозбудив, бидејќи денес на гости го имам господинот Драги. Драги Змијанац, таен агент на децата во светот на возрастните од првата детска амбасада меѓаши. Почитуван господине Драги, во заграда, и мојот дедо се вика Драги, хи. Ви благодарам што сте тука за нас. Дали може да ни кажете неколку инсайдерски информации? Што е детската амбасада меѓаши? Колку што читам во дигиталниот речник на македонскиот јазик, меѓа значи линија што разделува две ниви или два имота. А тогаш што би значило меѓаши? Дали сте вие тајни агенти на меѓата на различните светови? Светот на децата и светот на возрастните? Дали има и друга историја во ова име? Што поврзуваат меѓашите, а е разделено? Децата си имаат своја амбасада. Тие се најбројен народ на светот, без разлика на вера, нација, пол и сите други можни разлики. Тие имаат своја детска земја и како такви можат да имат и своја детска амбасада, прва во светот, која се вика Меѓаши. Зошто токму Меѓаши? Меѓаши е едно мало село кое се наоѓа на самата меѓа меѓу Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска. Тоа е територија, тоа е детска земја која не се брани со војска, полиција, царина, бидејќи каде светот поставува граници, таму престанува детството. И токму затоа ние се бориме против меѓи, било какво раздвојување и разграничување. И убаво што сте го наште во дигиталниот речник зборот меѓа, мегник, тоа нешто разделува, раздвојува, но ние се бориме против било какво раздвојување. Мегник може да значи темел на една голема светска идеја, а тоа е првата детска амбасада во светот Меѓаши, светска идеја која постои во една малечка земја како што е Македонија. Меѓашите го обединуваат светот, малите меѓаши, децата всушност се борат против било какво раздвојување во светот. И се што разделува, раздвојува, само му попречува на детската фантазија, детската идеја и детската личност. Децата како најбројен народ на светот си ја сакаат својата детска земја, таа е Меѓаши, и си ја сака својата детска амбасада која е во Скопје, во Македонија. Тие ги застапуваат правата на децата, се залагаат за најдобар интерес на децата, го креваат гласот и секогаш се со децата. Всушност, детското учество, детскиот активизам е главен мотив на постоење на првата детска амбасада, да се слушне за децата и да се почитува децата со целосниот нивен личен интегритет и личност. Дали Бушавко со својата накостречена косичка и со искрајното детско срце веќе порасна и е 30 годишен млад човек? Или тој останува вечно дете како Петар Пан или Пипилота, Викулија, Крусута, Долгочорапка, тоест Пипи Долгиот чорап? Што има Бушовко да ни раскаже за својот живот како главен лик во првата детска амбасада? Како се презива? Меѓашовски? Чарко се уште е дете. Иако ние ќе славиме оваа година 30 години од постоење на првата детска амбасада во светот Меѓаши, тој како дете ќе представува сите деца во светот. Децата кои претрпеле разни неправди, војни, сиромаштија. Токму затоа Бушавко има накострешена коса, затоа што е уплашен од сето она што го гледа пред себе и не може да верува дека возрастните не му обрнуваат внимание и достојно на детската личност. Тој е облечен со панцир кошула, го штити од куршуми, има нагласени зглобови затоа што е изгладнето, сиромашно, обесправено, но сепак во левата рака ја држи розата како знак за надеж, а десната рака се потира на планетата Земја, вели ова е мојата планета, ве молам да ја чувате. Има блага наспевка и широко отворени очи, верува во подобро утре,
во поправеден свет за секое дете во светот. Тој е главен лик и лого на маскотата на првата детска амбасада во светот. Иначе може да се презива како секое дете во светот, кое ја сака и почитува оваа светска голема идеја, наречена прва детска амбасада во светот. Амбасада значи дипломатско представништво на некоја држава во друга држава. Дали детската амбасада меѓаш е представништво на државата на децата? Значи ми треба или не ми треба пасош? Ветувам дека јас сум дете. И половина мои слушатели се деца, тинејџери и млади возраст. Како тие да ја доживеат припадноста на светот на децата, чишто представник сте вие? Не им треба пасош на децата. Сите деца на светот се амбасадори и тие може да ги поминуваат сите граници без никаква пречка, без никаква бариера. Слушно, затоа и се викаме меѓаши, да нема меѓи разграничување. На детската амбасада ја имат сите деца во светот. Всушност, тие се нашите представници, ние не би постоеле како детска амбасада ако ги немаме децата и ако децата не се, би рекол, првите амбасадори и представници и застапници на ова најголема идеја во светот, прва детска амбасада. На вашата веб страница има бројни извештаи. Истражувања, проекти, се изначитавме и се изнаскролавме. Еден куп табови си отворив за да истражам за вас. Но ја има и визијата на меѓаши. Поправеден свет за секое дете. На вашето мото, сите идеали на светот се повезначајни од солзите на едно дете, јас го додавам моето. We can do this together. Дали сметате дека радиоемисија наменета да се чуе гласот и ставот на децата и младите возрастни до возрастните, како што е слушнете не? Има смисла? Обично возрастните зборуваат во име на децата. А идеите и постапките на децата, во наводници, треба да се унапредат. Што да правиме кога имаме многу прашања и проблеми со децата со кои не се согласуваме или со возрастните? Јата е поправеден свет за секој дете. Всушност веќе 30 години сме во прва борбена линија во заштита на правата на децата и нашето мото е сите дали на светот се побезначени од солзата на едно дете. Навистина сме целосно посветени и оперативната канцеларија и тимот и сите членови на првата детска амбасада. Навистина ја оправдуваме веќе 30 години оваа мисија. Секако ние ги слушаме децата, ги слушаме и во извештај што го подготвуваме за правата на детето до Комитетот за правата на детето, и во нивниот извештај, и кога имаме намера, имаме детски совет во нашето собрание, секогаш им даваме право, можност да биде слушнат нивниот глас и го почитуваме тоа максимум. 10 ноември го кренавме гласот минатата година и пред минатата година, кога им рековме на политичарите да не им го узурпираат тој ден, тоа е светски ден на детето,
Ги замоливме медиумите да им дадат максимална можност да се слушне нивниот глас и се обидуваме секогаш ние всушност да бидеме во втор план, децата и нивниот глас да се слушне гласно, високо, силно, јако таму каде што треба институциите да се стават во функција на најдобар интерес на децата. Градиме подобар свет, поправеден свет и во таа борба ни се потребни многу, не само родителите, возрастните, наставниците, професорите и роднините, туку пред се децата да бидат покрај нас, со нас заедно за поправеден свет за децата. Има многу проблеми, но тие полесно се решаваат кога имаат ком да се доверат. Тука е Ало Бушавко, првиот СОС телефон за деца и млади кој веќе 29 години, постои и е во функција да биде во советодавна, во информативна, во секаква улога и врз основа на Ало Бушавко, кој е заштитниот знак на првата детска амбасада, таа е гласот на децата, дежурна свест и совест и секогаш е во прва борбена линија кога ќе се прекрши било кое право на децата да го крене силно гласот, а тука се и медиумите да ни помогнат во таа наша заедничка борба. Моите стандардни прашања за сите возрастни тајни агенти. Што вие, господин Змијанат, сте правеле кога сте биле дете? Што би им порачале на децата? Кога бев дете, улицата ми беше мојот дом. Не можев да се оделам од неа. Заедно со другарчињата игравме фудбал, народно, каубојци, индијанци, солено, челик, долга магарица и уште што не се, како тука се и џамлиите. Таа вистинска социализација што имавме тогаш е неповторлива. Забележувам дека мотогеноста кај денешниве генерација е поголема, значи треба да се социализира децата почесто да другаруваат меѓу себе. Интернетот дава големи можности, секако децата се информираат, може да научат многу, но живиот контакт со своите другарчиња е непроценлив во создавање на здрав живот на едно дете кое може утре да биде активен и да прави промени во општеството. А што би им порачале на возрастните? Како да го унапредиме овој измешан, избушавен свет, избунет живот за да биде подобар? Би им порачал да ги послушаат внимателно децата, секогаш децата имаат што да кажат, дури некогаш може да бидат чудо невидени од тоа што децата го знаат и има да им дадат препораки. Кај децата нема калкулација, децата се чисти во однос на својата мисла и знаат многу подобро да ги проценат работите отколку возрастните, така да им препорачам возрастни, сослушајте ги децата, имаат секогаш што да кажат, добро размислете без при тоа внимавајте какви постапки спроведувате. Секако, во најдобар интерес на децата се тие кои треба да бидат не само сослушани, туку и активно да учествуваат во донесување на било кои одлуки кои се од нивен интерес. Драг, господине, драги, ви благодарам на специјалното гостување и на одговорите. Веќе никнуваат во мојата глава идеи за тоа како да соработуваме понатаму, а во меѓувреме слушнете не! Види ја неа, со коса кратка, а оној пак оди смешно како патка. Види го, оној има голем нос, а оној пак таму се шета бос. Еден е бушав, друг е слаб. Еден е од село, друг е од град. Ти со раце, силни како дав, а мене ми фали еден преден зад.